шестата сезона на Хицеријата. Преспав и овој пат го свртев вниманието на јавноста. Во студиото на Репортер со мене вториот од тројцата браќа Бузалевски, актерот Игор Стојчевски, моје друштво во Репортер. Игор, добре дојде. Добре ве најдов. Добар ден. Добар ден, драго ми е што прифати поканата, со оглед на тоа што одамна не си гостувал во... Никаде, значи имаме ексклузива. Да, после долги години одлучив така да пак да се појавам некаде во медиумите и мило ми е што еве го правиме тоа тука. Ние сме во филмот на Преспав. Тоа е првиот ситком уствари кој што кај нас се не знам дали е првиот, претходно имало и некои други обиди на македонската телевизија, Салон, Хармони или некои не ми текнува. Ситком кој што издржал 6 сезони и уште го држи. Тоа е единствениот, значи мислам ситком или единствениот проект во Македонија кој што толку долго време континуирано произведува квалитетна македонска програма. Како ја доби улогата на Преспав и кога го доби, го играш вториот од тројцата браќа Бузалевци, оној најмодерниот? Најмладиот, уствари си Третиот си, извини, сгрешив, и ја толка фан на Преспав утнав. Се случува. Да, третиот, најмладиот, европскиот брат, нели, со модерни сваќања. И сега, ајде кога ја прво ќе тргнеме од тоа кога ја доби улогата на Тони, очекуваше ли дека толков успех ќе постигне серијата и колку ти беше тебе предизвик да го одиграш неговиот лик? Навистина не знаев што да очекувам, затоа што никогаш претходно, како и многу од колегите во Македонија, не сме имале можност да работиме нешто овакво. Мило ми е и многу сум среќен што ете Преспав успеа да испадне ваков одличен производ, да биде толку прифатен од целата македонска јавност, па посебно во деновиве на пандемија, кога луѓето беа затворени дома, луѓе кои што ќе ме сретнеа ми викаат, ги гледаме од прва сезона повторно сега, значи навистина не знаете колку ни помагате да поминеме низ овие тешки времења. Навистина сме ви благодарни за тоа што го правите. Значи, многу комплименти се добивам од публиката и од фановите на Преспав. Навистина не очекував дека ќе има волку сезони, затоа што кај нас знаете како е, финансиите секогаш се проблем, па ќе имате една сезона, па втора која има прашање веќе, значи и за втора. Ние успеавме 6 сезони да снимиме. За седма нема да коментирам и да рано е уште да завршиме. Спойлери, нека уживаат гледачите во шестава сезона сега. Ајде, сакам да те прашам ова малку околу ликот на Тони Бузалевски. Колку сметаш дека во постарите браќа Бузалевски се крие еден прототип на типично македонско семејство, во кое што сега најмалиот брат со европски сваќања кој што се школувал во Виена, претпоставувам, така? Така беше, да. Па дошол во пансионот Преспав, сега треба да се, односно тие да се прилагодат на неговите модерни сваќања и тој да го наметне сега неговиот стил на живење. Па не мислам дека Бузалевски семејството е едно типично семејство, со оглед дека еве семејствата во Македонија имаат по 2 деца, некогаш едно. Ние сме 3 браќа со еден кој што ни се појави од Америка, нели, нашиот нашиот татко имал таму авантура со некоја американка, па ни донесе полубрат, што значи дека веќе сме четворица браќа Бузалевски, секој со својот карактер, различен, и тука е нормално интересното кога се судираат сите тие нивни карактери, особини. Тони како еден човек кој што се образувал во странство, во Европа и пробува да донесе тука некои европски вредности и човечки вредности, некои кои што ние дали поради одредени предрасуди или некое воспитување потрадиционално конзервативно, ние тешко да ги прифатиме или да
да ги сватиме. Еве кога ги спомна предрасудите сега, со Васил Зафирчев играте првата геј двојка во Македонија. Сега зборувам ќе те вратам 6 години назад, откако се појави, нели, откако се прикажа првата сцена. Со какви коментари се соочивте, каков е твојот однос кон сето тоа, како луѓето го прифатија тоа? Сега зборувам од сезона во сезона, како се... Така, навистина не знам и не сум се бавел со тоа дали е првата геј двојка, првиот пар дали во театар, дали на телевизија кој што се појавил и тотално ми беше тоа небитно. Може би имаше малку коментари од ЛГБТ заедницата зашто се тие некои стереотипи во играта на презентирање, меѓутоа мора да се свати дека ова се кратки епизоди каде што немате многу време да објаснувате и да развивате некои подлабоки начини на препознавање и на кој е, како е, што е, значи за жал мора да се работи со стереотипи. Тоа е уште, како да ви кажам, во каубојските филмови се појавува црниот каубоец, знаете дека е лошиот, се појавува белиот каубоец на бел коњ, знаете дека е херо. Од старт веќе ви е јасно кој што е и како е. Значи некогаш стереотипите се потребни за полесно и поедноставно раскажување на приказната. Имаше, јас досега не сум слушнал некои негативни коментари или некој да ме застане и да коментира негативно за ликот, затоа што мислам дека се тоа беше дозирано и направено навистина професионално и како што треба да се прикаже една таква двојка која што функционира во средина каква што сме нашата. Така, добро, колку имавте проблем со тоа да ве поистоветува, да речеме во приватниот живот, затоа што луѓето обично она што го гледаат на телевизија. Тука е поголемиот проблем, затоа што луѓето во Македонија не многу знаат што е приватност, што е телевизија, па посебно ако сте некој добар актер и изиграте некоја сцена, не знам како. Искрено да, се случува да мислат дека сум геј, иако не сум. Многу често, баш пред некое време имавме една таква ситуација каде што еден пријател разговарајќи со негова пријателка ме спомнал и таа му рекла: "Тоа е геј, да не ми го предлагај." Викал: "Не е геј, слободно ќе ве запознавам." Сакала да. И така што да, се случува. Посебно кога 6 години сте на екраните во таква улога, луѓето малку им фали да се соживеат и да мислат дека сте исто како што е ликот. Значи, не само еве ние геј, се случувало на пример на некој друг лик да му дојдат, еве, не би сакал да коментирам или да откривам тајни, меѓутоа ова е веќе кажано, на Коста да му дојдат и да му речат: "Абе, ти ула што бегаш од нејзе, види каква лепотица е жена, германка, значи, да, што бегаш од нејзе, бе, па што и се плашиш, грабнија жена ти е, ова, она." Значи, луѓето... Да, ама они и си ја живеат приказната 24, значи кога ќе заврши епизодата, нив не им завршува преспав. Они си го прават филмот, значи што се случува во тоа семејство и понатаму кога, да речеме, не се уклучени камерите или не знам... Миле 4 години Игор не пие, јавно кажува дека 4 години не пие, Игор, феноменално го глуми Миле кој што постојано е пијан. Да, луѓе ме прашувале, демек, ете и за таа ситуација, еве, јавно ќе кажам, значи сведок сум, да, дека Игор воопшто не конзумира алкохол, не пие веќе со години, наскоро и треба и да слави некоја годишница по тоа прашање, така што не знам што би додал. Освен тоа дека луѓето не треба да не поистоветуваат со ликовите кои што ги гледаат
на телевизија. И добро, колку му е потешко сега, колку е потешко на твојот колега Игор Ангеловски, кој што го игра Коста, да ги убеди дека не е швалер, од тоа да ги убедиш ти дека не си геј. Значи, кој е сега во потешка ситуација? Види, Ти некако јас сум Да. во потешка ситуација, иако моето минато исто така зборува за мене. Сепак тоа не е нешто со кое што нели некој џентлмен или би требало да се горде и да се фали. Што било. Ги надраснуваме некои работи, стануваме посвесни за многу нешта, посебно за изборот на партнерките, нели, во животот. Така претходно ме интересирало нешто друго и сум живеел, не знам, каков живот. Сега живеам некој сосема поинаков живот, значи се си доаѓа со годините и зрелоста. Ама да, тешко е да се убедат, нели, луѓето. Не знам како да треба да убедам некого дека Кажи ни која ти е девојка. да почнат да излегуваат и да коментираат на социјалните мрежи или на телевизија. Со вас Зафирчев сте колеги од студентските денови. Колку сега ви беше тешко на двајцата да одиграте геј девојка? Значи, со оглед на тоа што долго се познавате, дали тоа ви е олесни или ви е отежни работата пред камериве? Не сте тони некои пренагласени сцени, да се разбереме, меѓутоа зборуваме сега за... Имено, значи, прво не станува збор за некои многу експлицитни сцени. Например, во филмот Соба со пијано имам далеку поексплицитна сцена со една колешка. Ама никој не знае. Симона, да. Иако ја коментирале доста. Се шалам, не, сега во друг контекст го кажам. Сакам да кажам дека овдека не сме имале некои такви сцени или некои експлицитни сцени, меѓутоа станува збор за професионалци. Значи сите што работат на серијата и од актерите се врвни професионалци. Без разлика тоа што со Зафирчев се студиравме заедно и се познаваме добро. Кој друг да беше актер професионалец, немаше да биде проблем да се изиграат истите сцени. Немаме ние такви проблеми на преспав. Значи сите живееме веќе како едно семејство, толку добро се знаеме, толку веќе добро знаеме кој како ќе изреагира, што Претпоставувам ми е многу забавно на снимањето, ако е толку забавно колку што ние ова... Веле, оваа слика, не ја знам дека сум пуштил вакви бркчиња и Ти избравме неколку фотографии, се надевам ќе ти се допаднат. Колку сметаш дека шестата сезона ќе го постигне успехот на претходните? Со оглед на тоа што сметам дека во петата и шестата сезона малку е пренагласена хомосексуалноста, можеби и малку се пренагласени ликовите на останатите актери. Тоа се од оние критики што јас успеав да ги прочитам, значи не е мој став. За да не се западне во еден шаблон, веќе после 6 години, да не се повторуваме, се одлучи да внесеме некоја свежина и некое надоградување на ликовите, некои поинакви патеки, и се тоа е направено од целта да не се стане досаден и да не се повторуваме. Нормално дека луѓето се навикнуваат на едно нешто што го гледаат и многу тешко им е да речеме да прифатат некои нови работи што се случуваат во серијата. Иако не мислам дека хомосексуалноста е пренагласена, веќе 6 години и ја играме таа двојка, нема никакви проблеми. Мислам дека шестата сезона ќе го продолжи успехот, посебно со новогодишните новогодишната програма, која што оваа година видовме едно добро видео каде што сте сите у некој топ елемент новогодишен. Да, многу е добро што преспав со новогодишната програма покажа дека може и да се има поинаква новогодишна програма од останатите телевизии. И еве на пример минатата новогодишна програма беше една од најгледаните новогодишни програми во Македонија, па и во регионот.
која што имаше и драмски дел, имаше и одличен музички дел. Моите колеги се прекрасно надарени луѓе кои што знаат да пеат, да играат. И јас со пеењето, откога имам освоено награда Златно гавранче, одлучив да не пеам. За доброто на македонската публика, да. И така што многу повеќе ќе ги гледаат колегите и ќе ги слушаат колегите кај што пеат. Јас учествувам во некои точки каде што играме. Дека не се случило нешто на сетот, не сте се испокарале, туку те нема затоа што не знаеш да пееш. Златно гавранче имам и да, не пеам. Сите сме во исчекување дека ќе биде одлична. Разговорот го правиме пред Нова година и на времето главно прашање беше каде за Нова година. Одамна сме го изгубиле оне дух каде за Нова година, особено вие 2 години наназад. Така. Заради пандемијата. Ама ајде ќе те прашам, каде за Нова година и дали Нова година сега, оваа Нова година е како оние некогаш кога сме се подготвувале? Прославата за Нова година, пошто со оглед дека ја снимаме пред Нова година емисијава, традиционално ќе ја поминам со моите најблиски во кругот на семејството, затоа што мислам дека тоа се луѓето кои што секогаш треба да ни бидат на прво место. Луѓето кои што безрезервно не сакаат, значи родителите, сите сме имале секакви случаи во животот, меѓутоа родителите те сакаат онаков каков што си и тие се луѓето кои што најмногу се заслужни за тоа што воопшто постоиме и тоа и какви сме ние денес. Така што мојот одговор на прашањето е дека новата година ќе ја прославам традиционално во кругот на семејството со најблиските. Се разбира и празниците кои што ќе следат. Добро, ако те вратам малку назад низ годините, каде најчесто и како си ја славел Нова година, да речеме? Кога не била пандемијата или кога? Зависи, значи, со годините. Например, порано памтам првата Нова година која што ја славевме групно, тоа беше уште во основно школо. За жал, деца кои деца бесни, прв пат пуштени без родители, таа соба или тој дел од куќата кој што ни беше даден на располагање го се уништи, па дури имавме и нешто, доплаќавме таму за да се надомести штетата од некои. Секакви деца има, се случува секакви работи таму собрани. И баш ти се најде во тоа друштво? Не, тоа бевме класот. Завршив во Јан Амос Коменски. Во Тафталиџе. Тафталиџе. Така. Баш имам убави спомени од детството и за разлика од други училишта, нашето беше во бараки. Многу често се селевме од една барака во друга. Се беше некако отворено, имавме многу поголема слобода и за трчање, и за игра, и за се нешто кое што денешниве деца го немаат. И начинот на кој што се изградени сега, нели, училиштава се повеќе како од затворен тип, некако немаат многу дворови, евентуално дали може да трчаат само на часовите по физичко или не знам на кои други активности ги имаат сега. Меѓутоа ние така од преселување од една барака во друга, од една училница во друга, тие хаоси, брканици, сосема поинакво детство живеевме ние тогаш од децава кои што го живеат сега. Добро, сега ми наметна едно друго прашање, па ќе те вратам на преспав. Значи, детството го помина во Тафталиџе, заврши во основното училиште Јан Амос Коменски. Се уште си во Тафталиџе или... Да, низ годините живеев и во Центар, живеев и во Карпош 2, меѓутоа повторно се вратив во Тафталиџе, во населбата каде што сум пораснат и тука си живеам. Мислам дека е една од најдобрите населби во Скопје, затоа што би рекле енглезите walking distance, значи на пешки, на 5 минути имате од градинки, основни училишта, средни училишта, имате трговски центри, безброј продавници и за не дај Боже ги имате сите болници, да речеме, или бар повеќето се тука. Добро, ги спомна бараките од училиштето, претпоставувам дека имаш и друштво некое таму. Дали се уште се дружиш со истите тие
деца со кои што си учел сега веќе возрастни, нели, зборуваме сега за пријателствата? Така, за жал не. Многу од нив се одселија, веќе не живеат во Тафтариџе. Многу заминаа во странство, некои ги изгубивме. За жал и не се дружам. Патиштата веќе во средно ни се раздвоија, знаете, тоа се исто пубертетски години, тинејџерски, се дружевме се уште, некој од, пошто сме соседи тука, заедно одевме и на училиште, точно се знаеше распоредот, ако касниме, се знаеше кој касни, значи касни првиот, да речеме, тој што тргнува, па го собира, не знам, овој, па овој, и си викавме од под тераса, ајде Игор, така. И Игор се Симнуве симнува, се доле у школа, одиме след, ајде така. Владко, па ќе се симнува, и Така. еден по еден, не знам, се собиравме така и за да не ни стане здодевно, имавме неколку различни рути по кои што одевме на училиште, така како група заедно. Немаше многу девојчиња кои што беа на наша генерација во населбата, така да машки тоа беа војни меѓу две мала тука, па они ни го земале кошот, па ние одиме им го взимаме назад, па не знам, војна со пушки, со тапи, со чатали, со не знам, Чатали, копатали, колку се, како ли беше, не знам, и така. такви работи, долги Так. магарици или не знам ова, она се. Значи, живеевме многу повеќе надвор отколку дома. Убава споредба направи и врати на некои убави времења, веројатно, затоа што од Да, онаа- носталгично. онаа носталгично време, Носталгично. да, од онаа генерација од која што сме и двајцата. Нашава генерација, извини што Да, те да, не, не, не. прекинувам, значи имаше некој мим, го видов на интернет, да вика уште само комета што не удрила, Така, се имаме видено, така. се имаме поминато во животов. Така да многу турбулентни години имаме еве ние таа генерација. Го спомна основната школа, го спомна и средната школа, меѓутоа не ми кажа каде заврши. Заврши во средното училиште Орце Николов. Орце Николов, така. Тука близко ти било, значи. Да, се да е пешки, се да е близко. Кога размислував, не сакав да биде гимназија, ете под некој влијание на моите родители, на роднините, заедно со мојот прв братучет со кој што израснавме од деца заедно, бевме исто годиште и заедно одлучивме да се запишеме во Орце Николов како електро образование средно, продолживме, така што сум завршен електроничар, електротехничар. Има и многу други актери, ако провериш, ќе видиш дека исто имаат завршено, да. И сега тој електротехничар отиде да стане, да биде глумец, така? Затоа што некако, знаеш, и тој факултет беше уште поблиску до дома. Тука, да. Ја инаку сака да си студирам машински електро, ама беше подалеку, па и моите ме тераа, оди на глума. Јас не машински сакам, се шалам. Знам дека се шалиш, претпоставувам опасно било. Да. Обратно е. Како реагираат твоите кога им кажат дека сакаш да запишеш глума, со оглед на тоа што си можел да бидеш машински инженер или не знам? Да ги следам стапките на тетин ми, на татко ми. Меѓутоа, не беа срекни, особено не моите родители. Татко ми не се согласуваше јас да го правам тоа, да се занимавам со професијата. Тука е една интересна случка. Јас и братучет ми планиравме да заминеме да студираме во Софија, тогаш на факултетот за глума, така? Да. Братучет ми сепак замине и заврши режија таму. Моите не ме пуштија, значи тоа беа тука расправи и изгубив една година. Сега тогаш уште се служеше воен рок, а јас имав девојка, тако бев, едноставно не сакав да изгубам година да одам да служам во војска. За да не ме земат во војска, запишав машински факултет, кој тогаш беше дефицитарен со студенти и знаев дека ќе ме приимат. Да. А со девојкава што се случи? Девојката си остана нормално, затоа што не замина во војска, да замине вкузне дали ќе ме чекаше. Така, добро.
Меѓутоа, верувам дека ќе беше така. Прекрасна личност беше Ели. Се запиша на глума, јас ќе те ме врати сега низ времево. Баш ми е драго што носталгично што ги раскажа овие работи. Да. Се запишав на машински и одев само на некои часови кои што ме интересира. Знаев дека тоа нема да го студирам. И многу беше интересно што на некои предмети, на тие што ме интересира и кои што сакав да ги посетувам, имав навистина високи оцени. Значи сите проекти кои што ги правевме таму, нацртна геометрија на пример, ми беа најслабиот беше 89 поена од 100, значи над 90 поена, тоа се веќе деветки, десетки. Ти си бил капацитет таму, што ти требаше таа глума? Што ме интересираше, значи тоа си го правев. Так. Секогаш во животов гледам да не знам, така е мојава природа, ме интересира се, сакам да знам што повеќе можам и гледам секој ден да научам нешто ново од било која област. Јас сепак се фокусирав и се насочив кон глумата, меѓутоа се уште имам интереси и кон други работи кои што ме интересираат, значи од, не знам, квантна физика и слично. Да, квантните науки, биологија, историја. Па добро, утре ако зашкрепи со глумава, секогаш можеш да се најдеш во квантната физика, да речеш. Не се сум, например, сум работел и физички работи, значи сум додека се правеле викендиците во Охрид, многу често со моите родители сум помагал, сум правел, не се плашам ни од физичка работа, ни па се срамам да кажам дека сум го работел тоа, значи знам многу работи да поправам дома и да... Имаш охридско потекло, извини што те прекинав. Да, дедо ми потекнува од едно охридско село, се вика селото Завој, тоа е на патот од Охрид кон Битола, во една прекрасна природа. Неверојатно дури колку е убаво таму. Имаме имот таму. Чичко ми има прекрасен хотел таму направен. Еве ги поканувам гледачите да одат да го посетат тоа село, кое што многу ми е драго што повторно млади луѓе се враќаат таму и градат куќи и викендици. Иако не е блиску воопшто до езеро, значи сите кога ќе им споменете градење на куќа во Охридско, сите мислат дека градите на сама обала на Охридско езеро или не знам Лагадин, Трпеца или некоја таква локација. Меѓутоа, многу луѓе од Охрид знам дека се враќаат во тоа село баш заради недопрената природа, прекрасни планинарски патеки, тука е близко и патот Вија Игнација кој што поминувал на времето, нели во римско време. Прекрасна природа за луѓето што сакаат селски туризам и за луѓето што сакаат да поминуваат време во природа, мислам дека е една од не толку популарните, меѓутоа една од дестинациите кои што може да ги проверат. Се запиша на факултетот за драмски уметности, влезе од прва, се сеќаваш која не беше? Не од прва. Падна? Таа година се прима 10 души во класата на професор Кирил Ристевски и асистент Владе Цветановски. Од 10 души професорите одлучија да примат 5 само. Во јуни оставија 5 слободни места за во септември или август, не се сеќавам точно. Во август, знам дека јас и Васил Зафирчев се запишавме од втора мајка, што би се рекло. Првата година ми беше навистина, посебно првиот семестар ми беше посебно тежок, додека се уходав, додека почнав да ги сваќам некои работи, да учам едноставно за актерството. Меѓутоа, веќе од вториот семестар и од втора година имав и подобра оцена. Фино си рипнал за тренинг. Да, ми требаше време само додека
го сватам принципот на работа и што се бара, како се бара, со оглед дека претходно сум учел електро и никогаш не сме имале некои, да речеме, часови кои што биле поврзани со тоа, на страна нели од филмската работилница. Имаше моменти кога сакаше да се откажеш, извини што те прекинав од викаат дека секој уметник во животот најмалку 3 пати посакува да се откаже од професијата со која што се занимава. И викаат дека е тоа како непишано правило, демек додека 3 пати не ти дојде да се откажеш и не го надминеш тоа, демек нема од тебе да стане уметник. Не станува збор тоа само за време на школувањето, станува збор и во текот на животот. Значи имаме кризни ситуации, сум доживувал од играње 5 пати во неделата, да наеднаш за месец дена веќе немате представа на репертоар и тоа е така следни 2 години. Се чувствувам повторно желен да се вратам на даските што живот значат, меѓутоа исто така и чекам улога која што ќе биде соодветна за еден камбек, да речеме. Кои се твоите идни планови? Дали имаш некои нови проекти, враќањето во театар и колку сметаш дека нас не се потребни се повеќе вакви серии ситком како што е Преспав? Еве себично ќе речам, Преспав е доволно, мислам дека покрива се и не треба да има друга серија. Се шалам. Добро знам. Се шалам. Добро е да се има повеќе серии, добро е да се има конкуренција, да растеме во тој поглед. Меѓутоа тоа бара една огромна заложба од голем тим на луѓе кои што навистина цврсто ќе се решат да работат, затоа што навистина не е лесно да се направи еден ваков проект каде што работат на пример 50-60 луѓе. Само тоа да ги нахраниш тие 50-60 луѓе, сите со посебни барања, јас сум на хроно, јас сум на кето, јас сум глутен фри, јас сум... Не, едноставно, продукцијата е спремна да излезе и така, за разлика од други продукции, каде што на снимање сме имале 2 лепчиња со салама и кашкавал на сет, а снимаш 12 часа. Јас сватив што значи да се биде гладен оваа сезона со оглед на алергиските реакции и кога живеев на двопек и варен компир и вода. Не знам дали да откриеме на гледачите дека имаш проблем со алергија и дека си на диета во моментов се борам со алергии и пробувам, тоа е мојот следен проект. Меѓутоа ситуацијата е сосема поинаква. Имено мојот следен проект се вика Игор Стојчевски. Значи многу повеќе се трудам да работам на себе, пред се да созреам духовно, да обрнам повеќе внимание на некои многу побитни работи кои што во животот сум ги занемарувал. Значи реинвентирање на Игор Стојчевски се надевам враќање на штиците што живот значат во некоја добра улога. Можеби некој следен проект за кој што се уште не би сакал да зборувам, велат да си ги чуваме некои работи во себе додека не се случат, затоа што имам искуство каде што сум зборел претходно дека веќе работата е готова и па не излегувале работите секогаш како што сме посакувале и сакале. Меѓутоа, за крај тоа е мојата желба за следната година. Значи, како што сите прават новогодишни резолуции, значи, тоа би сакал да биде мојата резолуција за следната нова година. Значи, еден нов Игор Стојчевски. Уште еднашка, не знам сега кога ќе се емитува епизодава, ако е после нова година, да им ги честитам новогодишните и сите следни празници кои што доаѓаат на вашите гледачи, да ги поздравам, да ги поканам да ја следат серијата Преспав и се што излегува како продукт од проектот, од продукцијата Охо. И
Не знам, тоа е тоа. Супер си кажа, за све си крај, кажа. Ве сакам сите. Сите ве сакам. Да, тоа е од Тони. Ве сакам сите. Поздрав!